Благодарам, председателке. Би сакала овдека да укажам дека свесни сме дека овој ваков проект треба да се реализира со поддршка на општината, но би сакала да нагласам дека општината Газибаба, предводена од ВМРО ДПМН, додека бевме на власт, веќе презема иницијативи за решавање на овој проблем. Конкретно во населеното место Трубарево се изгради прва фаза, значи тоа е почетно населено место во тој дел, каде што се изгради прва фаза, која што чинеше 22 милиони денари и истата беше финансирана дел од општина Газибаба во износ од 10 милиони денари, а 12 милиони денари даде град Скопје. Исто така, овдека се направи и препунтна станица. Во втората фаза на изградбата на оваа канализација, фекална канализација во делот на Јурумлери, исто така се вложија 19 милиони денари од страна на општина Газибаба и град Скопје, но и 2 милиони денари од страна на владата на Република Македонија. Но проблемот овдека не е само во општината, туку овдека станува збор за поголем проблем, именно во делот од препунктната станица во Јурумлери, во делот кај што треба да се поврзе со колекторот во кај реката Вардар, е КП Дом Идризово. Овдека станува збор за проблем кој што КП Дом Идризово, кој што, како што знаете вие самите, не спаѓа под дел на општина Газибаба, ниту под било која друга општина, туку е посебна државна институција која што се финансира со пари од буџетот на државата, но веќе 2 години овој дел не сака, значи директорот на КП Дом Идризово овој дел не сака да го финансира, односно не сака да се реконструира и за жал фекалната канализација во потегот од Трубарево до Јурумлери не може да се реализира доколку не се обезбедат средства од страна на буџетот, односно дел од КП Дом Идризово, за да се продолжи со реализацијата. Инаку како што кажа веќе претходно, општина Газибаба, град Скопје, но и со пари од буџетот на државата во времето на ВМРО ДПМН се изградија 2 фази. Исто така, овде има и друг потек, значи тоа е од населено место Зрешево до Страчинци и Раштак. Исто така, првата фаза беше направена од страна на општина Газибаба во износ од 7 милиони денари, но остануваат уште финансиски средства кои што се потребни за да се заврши и секако дека општината не може сама да го направи доколку не застане ни и државата како таква за да помогне со реализација на овој голем проект. И како што кажав, не станува само збор за проблем кој што се јавува во општината, но пак ја потенцирам. КП Дом Идризово мора да се ги преземе своите обврски како институција која што се финансира од страна на централниот буџет за да го санира делот на препунктната станица од Јурумлери кој што поминува према реката Вардар. И ние како општина не можеме да го направиме тоа, бидејќи станува збор за дел кој што се управува под КП Дом Идризово. Ви благодарам.